Закон за јавни собери под член 2. Под јавни собери на повеќе од 20 граѓани во смисла на овој закон се сметаат собирање на отворен или затворен простор заради остварување на забавни, културни, верски, хуманитарни, социјални, политички, економски, спортски или слични интереси на граѓаните, чи има и закон за јавни собери кој што ова го определува, кој што полицијата е должна да го спроведува. Организаторот може да испрати известување, но не мора. Ама полицијата мора да обезбеди и во овој дел, каде што вели вообичаени собирања од културно-забавен или спортски карактер кои организаторот во рамките на својата дејност ги организира во затворени простори наменети за таа цел. Организаторот на оваа забава е регистриран за обавување на оваа дејност, но просторијата не е наменета за таа цел. И повторно, полицијата е должна да постапи. Член 6. Министерството за внатрешни работи ќе го прекине одржувањето на јавен собир во случаите кога истиот е насочен кон загрозување на животот, здравјето, безбедност на личната сигурност и имотот на граѓаните, вршење или поттикнување на вршење кривични дела утврдени со закон. Значи дилање дрога. Што значи дека ако во објект кој што не е наменет за кабарет, диско или не е битно што, се собрани повеќе стотици луѓе и нема соодветен минимум стандард, се смета дека тоа представува потенцијална опасност по животот и здравјето на граѓаните. Вршење или поттикнување на вршење кривични дела утврдени со закон. Имало рација за да се соберат дрога. Ако се продавала дрога, имале оперативни сознанија дека ќе се продава дрога, се запира и не се дозволува да се оствари тој настан. Полицијата затаила. Оваа полиција, веројатно и бивши, веројатно и од минатата и предминатата власт, веројатно и тие треба да бидат повикани на распит и така натаму. Но и овие денес, како со кој кредибилитет ќе зборувате за правда, а избегнувате кога станува збор за ваши кадри?